No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them, flip it around. Hops and honks and a cat meows twice. A robot voice says, oh that's nice. Wop 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 like a washing machine. This track's the weirdest thing you've seen. Laser stops and a fart for flair. A monkey scream pops out of nowhere. You hear. И добро дојдовте повтор на каналот кај Bet Teacher Crypto. Добро дојдовте во понеделник. Верувам дека ќе имаме интересна недела. Па да започнеме прво со USDT доминацијата, која што доколку погледнеме веројатно формира некаква корективна форма. Се тоа време се движеше странично. Може да има повторно мала експлозија тука и да се придржи повторно надоле, но сега за сега немаме потврда за ова, така да имаме моментално имаме пат, што значи дека би очекувале USDT доминација да се придвижи повторно малку надоле за биткоин да се придвижи нагоре, каде ќе застане не можеме да знаеме, но верувам дека ќе имаме мало пробивање тука, можеби до дното, кога тука би била еуфорија за биткоин и подоцна повторно придвижување и пат на биткоин до формирање на тоа циклусно дно кое што верувам дека сите го очекувате. И сега доколку не знаете што всушност би можело да предизвика цената повторно да падне или пак да има некој Black Swan настан, слушнете го дечково. Who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and It sounds Colombia? good to me. Colombia is very sick too. Следната операција би можело да биде така наречена специјална операција во Колумбија, но дали тоа ќе се случи, ќе остави на времето, можеби се само огласени, весите се тука да ве манипулираат, тоа немојте никогаш да го заборавите. И сега имаме еден графикон од S&P 500, многу добро нацртан. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, петиот бран секогаш оди испод четвртиот бран, дали тоа ќе се случи и ќе биде сведоци, моментално тоа ќе видиме, но верувам дека ќе имаме во следните месеци малку нагоро движење на S&P 500, исто така и за биткоин, за подоцна да го формираме конечниот врв или пак го формиравме моментално за биткоин, додека пак S&P 500 моментално прави нови all-time highs. Така да, според теоријата на Елиот, би требало цената повторно да се придвижи до четвртиот бран, доколку ова е правилното броење. Така да, ќе покажеме ова и на подоцен реален чарт. А вие доколку мислите дека биткоин и останатите средства се ризик во вашето портфолио, само погледнете ја насоката на овие ризични добра. Таа е во еден смер и верувам дека никогаш повеќе нема да се врати во истата вредност. Така да едуцирайте се навреме за да можете да го искористите тоа во своја полза. А инфлацијата продолжува да паѓа, како што можеме да забележиме, имаме 1,95 не покажа трофлација, тоа мери инфлацијата на дневно ниво. Имаме огромен пат, како што можете да забележите, и верувам дека повеќе инфлацијата не би требало да представува проблем. А имаме 21 до состанокот на Фед, и имаме 82% дека ќе останат моменталните стапки, но тоа секој може да се промени пред да биде одржан состанокот, неколку денови пред да се одржи состанокот, верувам дека таа одлука е конечна или пак можеби веќе е конечна и затоа имаме раст на пазарите. Така да ќе оставиме да видиме. И ево, интересот за биткоин, имаме огромен прилив на леверидж на пазарите, како што можете да забележите, ако цената повторно расте, растат и леверидж позициите,
односно лонг позициите кои што очекуваат дека биткоин ќе расте. Така да сега ќе се префрлиме на чартовите и сега имаме биткоин тука, она што го очекуваме, имаме пробив на оваа тренд линија, можеби ова day-cycle low е формирано, но ова се премногу малку денови, можеби ова half-cycle low, што значи дека би очекувале можеби уште едно мало враќање на цената тука, доколку тоа го добиваме, да ја ретестираме, тоа би било многу одлично да се ретестира оваа зона и во следниот период да продолжиме повторно, можеби со раст и можеби да биде тоа left translated cycle, овој day cycle каде што ги следиме на дневните циклуси, но не можеме да знаеме додека на всушност не го видиме. А Ethereum, доколку го погледнеме Ethereum исто така има одличен графикон, барем сега за сега, погледнете, имаме ретест на оваа зона, да видиме каде ќе затвори цената. Тоа е многу битно да се види. S&P 500 повторно со нови all-time highs тука, дали ќе успее да го задржи тоа ниво и да направи уште повеќе, останува да видиме, бидејќи направиме нов all-time high, ова тренд линија и ја преместивме тука, бидејќи тоа е сосема валидно. Погледнете како всушност продолжува да ја следи таа тренд линија и треба да го формираме и тука day cycle low за S&P 500 може да се придвижи малку повторно надвор од оваа тренд линија, за подоцна можеби да биде тоа финално движење нагоре, кое што ќе следи повторно со поголем пат. Така да ќе оставиме да видиме. А златото се повеќе и повеќе ми делува дека ова е бранот Б, се појавува таква ефорија која што повторно ги мами инвеститорите да влезат да го торгуваат ова добро и поради правењето на нов all-time high тука, можеби ова е само А, Б, С корекција, каде што во овој период биткоин би се придвижил повторно нагоре, но во одредено време тука и повторно да му се придружи на златото и повторно заедно да почнат да паѓаат, но ќе видим што всушност ќе се случи со пазарот. И сега доколку ја погледнеме USDT доминацијата, погледнете, огромен пад моментално, доколку го ставиме ова на месечно ниво, нешто што забележав во претходното движење, погледнете, имаме 2 месеци пад, односно црвени свеќи, то после тоа следувало bear market, ова е всушност во година на bear market, каде што сме имале мал пад на USDT доминацијата, а раст на биткоин, и така се формираат корективните бранови, што значи дека би можеле да имаме јануар и февруар, можеби март да го видиме црвен за USDT, а зелен за биткоин, за подоцна да можеби се формира тоа дно за биткоин, а врвот за USDT. Така да доколку ја погледнеме и биткоин доминацијата, се уште имаме мало движење тука повторно и немаме пад на биткоин доминацијата. Така да останува да видиме што ќе се случи, а Ethereum исто така немаме никакво посебно движење, освен што се вратил можеби на половина од ова движење тука, а доколку го следиме макроциклусот на биткоин, погледнете само колку е точен, немаме никаде толку точен циклус за одредено добро на пазарите, како што имаме за биткоин, 35 месеци раст
12 месеци пат, 35 месеци раст, 12 месеци пат. Да видиме што ќе се случува. Моментално сме тука. Ова ќе го продолжиме малце. Да го поправиме. Буквално се може да се случи тука, од ова ниво да се придвижиме малку нагоре, да ја ретестираме таа зона и да се придвижиме повторно надолу и тука да го формираме тоа дно, доколку овој циклус секако повторно продолжи. И сега да ги погледнеме и алткоините малку, чисто да видиме каде се наоѓаат. Еве ги алткоините. Би можеле да добиеме некакво нагорно движење. Сега за сега, бидејќи погледнете го, конкретно FED го следам, бидејќи има многу добар графикон, каде што погледнете, ова е одлична акумулација, верувам, во овие години, каде сите го чекаат следниот циклус, затоа што веројатно ќе имаме едно огромно принтање од страна на FED, кое што верувам дека ќе ги надмине и рекордите до тогаш, така да ќе видиме што ќе се случува на месечно ниво. Погледнете, се уште сме на долните граници и не гледам каде, повторно би отисал овој кој пример, освен нагоре, барем сега за сега, секако можеме да имаме ова се линии, каде што се FED состаноците. Во претходната историја, кога ги гледав на FED состаноците, со намалување на каматните стапки, цената паѓала заедно со каматните стапки, кога сме стигнале до 0 од прилика, или пак блиску до 0, некој процент во последната каматна стапка, имаме веројатно пробив огромен, како што било тоа во претходното движење. Погледнете го ова движење само, еве, 2020 година, погледнете. Огромно движење, што значи кога имавме огромно принтање тука, така да веројатно го очекуваме и тоа тука, може би многу поголемо од тоа, но не можеме да знаеме и не можеме да видиме во иднината, така да сега за сега можеме само да акумулираме тука. Може да го имаме и ова движење. Тоа секако не е воопшто неизбежно да имаме странично движење неколку месеци до кога биткоин ќе го формира своето дно тука, а алткоините да бидат веќе на своето дно и што ни останува? Ни останува само една насока. И отприлика тоа е тоа што сакам да го презентирам за денешното видео. Продолжуваме во следните денови со серијалот на Елиот. Верувам дека вашето мислење ќе се смени многу доколку ги погледнете овие видеа и ќе имате многу различно мислење за пазарите и ќе очекувате многу различни работи кои што сте ги очекувале до сега. Така да бидете поздравени, се гледам во следното видео. Поздрави, чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? I'd always said, but I'm losing my mind. Diamond hands, they told me to find. But now I'm staring at a graph on fire. Dreaming of gold, but stuck in the mire. I met a guru, he said buy the dip. And now I'm broke, eating ramen and chips. I tried to sell, but the fees were steep. Crypto's a roller coaster I can't keep. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams
AXAP. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot